Поштовани гледачи, онака како што слушнавте во главната најава, во оваа емисија и во ова издание на емисијата Агроинфо ќе позборуваме малку за откупот на земјоделските производи и нивниот извоз надвор од границите на Македонија. Наши ваш гостин е Блажо Витанов, откупувач и извозник. Господин Витанов, пред да почне поголем дел од извозот, односно од берењето на реколтата, имавме некои очекувања. Украинската криза исто така наметна одредени стравови. Од оваа дистанца и веќе на средина на месец мај, што од лошите сценарија се обистини, а што од добрите сценарија пак е реалност кога станува збор за земјоделското производство, откупот и извозот на нашите производи надвор од Македонија. Добар ден на вас и на сите ваши гледачи. Сите прогнози кои ние пред сезоната ги кажавме и на еден начин 90% се обистинија. Кризата во Украина го зеде својот данок со тоа што цената на, ќе го земам приоритет артикал од зелка, баш во сезоната кога количините дојдеа до израз, имаше на дневна база голема понуда на зелка, во тој момент Украина многу малку влечеше и тоа се рефлектираше со пат на цената. Меѓутоа, ако сега земеме од денешна перспектива да збориме, тоа е она што ја на неколку пати го имам кажано, дека сето тоа го прави понудата и побарувачката. Во моментот е денеска 15-16 мај, зелката е 20 денари на откуп, беше 10 преди недела дена, сега е 20. Во Украина малку ситуацијата е по-смирена и одма тоа се рефлектира. Сега во моментот има толку многу потражња на зелка и не само на зелка, и компир, и домата, и тиквици, и крастајица. И грото роба од Македонија оди за Украина и тоа се рефлектира со во моментот држање на високи цени.